Тензиите меѓу Соединетите држави и Русија според официјален Вашингтон нема да излезат од контрола по минатонеделниот американски ракетен напад врз една сириска воздухопловна база. Американскиот секретар за одбрана Џим Матис изјави дека нападот бил со цел да одврати Сирија да користи хемиско оружје, при што во врска со сегашните тензии меѓу Москва и Вашингтон оцени. It will not spiral out of control. As you know, Secretary of State Tillerson is in Moscow. We maintain communications with the Russian military and with the diplomatic channels. It will not spiral out of control. Секретарот Матис додаде дека Пентагон испитува дали Русија одиграла некаква улога во минатонеделниот смртоносен хемиски напад во Сирија, но како што изјави, досега било утврдено од зад нападот стоел само сирискиот режим на председателот Башар ал-Асад. It was very clear that the Assad regime planned it, orchestrated it, and executed it. And beyond that, we can't say right now. We know what I just told you. Матис притоа потсети дека Асад користел хемиско оружје неколку пати во изминативе неколку години, со што го прекршил меѓународниот закон со кој се забранува негова употреба од 1925 година. Секретарот Матис прецизира дека главна цел на Соединетите држави во Сирија е борбата против милитантите на Исламската држава. ISIS is in our crosshairs, and that's what our conduct of the campaign in Syria is designed to take on ISIS and defeat them. Инаку рускиот председател Владимир Путин во вторникот изјави дека Русија добила разузнавачки податоци за, како што рече, планирани провокации со хемиско оружје, за што би била обвинета сириската влада. Тој притоа додаде дека ваквите обвинувања го потсетуваат на Ирак во 2003 година, каде што никогаш не било пронајдено оружје за масовно уништување. Во меѓувреме, Советот за безбедност на Обединетите нации треба да гласа за резолуција со која се покренува независна истрага за хемискиот напад врз сириските цивили. Во нацрт резолуцијата се бара со заедничка истрага на Обединетите нации и Организацијата за забрана на ширењето на хемиското оружје да се утврди кој е одговорен за нападот.